ќе поднесам све. Морам да ве прашам многу директно, од сегашна позиција. Дали сте гневни што одлежавте 8 години затвор, а луѓе кои се бореа за правата на албанците, и тоа исто така етикетирани како актери кои го уриваа уставниот систем, националисти, сепаратисти, терористи, беа амнестирани. И мислите ли дека, човечки ве прашувам, дека вредеше пред 15 години, пред 20 години да си го пропастите животот, наспроти, например, оружјето и останувањето на правата? Па видите, вредеше и ќе беше многу подобро за Македонија ако тие наши барања се реализираа во тоа време. Ќе бевме ние 25 години порано. Само ќе ми извините, ве молам да завршам мислата што ја започнав. Јас знаев дека ми следува затвор, истражен затвор, 6 месеци. Знаев процедурата каква е судската, знаев што ме чека во затвор и све така натака. Јас се сложив со тоа. Иако бев претерано многу осуден, но јас сум против тоа и ние како здружение сакаме да го потенцираме. Фактот дека ние сме против тие што ги кршеа и тогашните закони и тогашните меѓународни права. Например, на затворник во истражен затвор во тоа време со тогашните закони му следуваше 9 метра квадратни простор, значи ќелија 3x3. Ние бевме во ќелија со 2,5 квадрати. Му следуваше светло, мораше да остане во темнина, му следуваше дневен печат, не му се даваше, му следуваше храна секојдневна од дома, храната ја прима стражарите, службениците од затворот, не ни ја дава, му следуваше облека. Дали ги знаете луѓето кои тогаш ве наблюдуваа, ве надгледуваа, ве исследуваа? Дали ви понудија, например, во келијата, подпиши положани дека ќе биде соработни, дека ќе ги цинкариш своите, да речем, соидејци за тоа да бидете ослободени? Видите, тоа често пати јас го потенцирам, на некои им нуделе, на некои не. Тие знаеле кој може да се скрши полесно, нема му нуделе. Добро, прашањето за сите, треба ли поригорозно, таксативно набројување и под кои услови и како? Не, треба Чобовски, да не заборавиме од камчето, да не го заборавиме мозаикот. Законов, за кој сите ние сметаме или дека е почеток на еден процес. Треба навистина да биде почеток на еден процес. Очекувањата во јавноста се дека нема да се сопре. Пишано се да се регулира со закона. Постојат механизми во општеството на прочистување, на соочување со минатото, постојат професионални организации кои самите по себе можат да најдат механизми на, како да кажем, на само прочистување. Значи фелата кој господинот Бачев ги спомна. Не мора секој од нив да биде споменат или регулиран низ закон. Но потребата да се соочиме со минатото и да го прочистиме општеството од елементите на таквото минато што е денеска присутно, што се денеска присутни во нашиот живот, треба да се разбере кој еден процес. Значи овој закон нема да биде ние сте 17 години процес и постојано бараме процес. Па затоа говориме за бесконечна традиција, оваква транзиција. Ако почнеме, значи овој закон ќе исчисти дел од луѓето кои имаат таков бекграунд, нема да се јават повеќе за вршење јавни функции. Ќе останат, значи јавните функции ќе останат чисти од тоа. Али не е тоа се. На овој начин би создале половично законско решение, затоа што нашиот систем е дегенериран од 45 до 90 година, а како што се уверивме со отварањето на политичките досиеа, на политичките неистомисленици во 2000 година, нашиот систем е дегенериран и после 90 година. Не би се зачудил и до ден денеска да тој систем е дегенериран. Значи, инволвираните лица ги опфаќаат сите пори на општеството. Добро беше кажано дека тие не се само дел од тајните служби, туку влегуваат во сите пори на